да видиме каков е правниот статус, бидејќи дел од тие објекти се и приватни инвестиции. Сега не можеме ние како држава и тие приватни објекти да ги санираме, но секако со инвеститорите би сакале да разговараме, да работиме, да тоа се заврши, да видиме што можеме да помогнеме. И сега единствениот начин е да испровоцираат ваков тип на конфликт. Тоа нема да го дозволиме. Апелирам и до јавноста, и до медиумите, и до граѓаните да се воздржат од било какви провокации, да ги игнорираат. Порано или подоцна, сторителите на овој тип на провокации ќе одговараат. Сите тие згради и објекти кои што вие ги споменавте да бидат час поскоро завршени, само за да не огрдат лицето на главниот град, бидејќи се заборавени до сега. Каков е вашиот план со незавршените објекти од Скопје 2014? Што планирате да преземете сега, затоа што во наследство добивте десетина згради кои што се недовршени или не се уште ви го употребава? Благодарам на прашањето и навистина тоа е прашање кое што мене лично многу ме засега како човек роден во Скопје, израснат тука и навистина е тоа премногу грдо онака како што изгледа сега, незавршено и недовршено.